Следната недела се очекува намалување на цените на горивата врз основа на направените анализи и движењата на светските берзи, најави премиерот Христијан Мицкоски. Како што посочи, според пресметките бензините од 95 и 98 октани би требало да поевтинат за околу 1,5 денари по литар, додека дизел горивото се очекува да се намали за околу 2,5 денари. Премиерот истакна дека државата располага со доволни количини на нафта и нафтени деривати и дека снабдувањето е стабилно. Најголемиот притисок се врши во северната, западната и јужната граница, но имаме доволни количини на бензинските пумпи за граѓаните од нашите соседни земји и можеме исто така тука да овозможиме тие да добиваат гориво од бензинските станици кои што се во тие погранични општини. Остануваме, ке повторам, како држава со најниски енергенси и единствена која што во оваа недела ги намалува цените на нафтата и нафтените деривати. Пратеникот на СДСМ Фатмир Бетичи во гостување на 24 анализа обвини дека владата не презела навремени мерки за заштита на економијата и стандардот на граѓаните, а сега нема капацитет да се справи со ценовните шокови и кризата. Потенцираше дека владата не презеде ниту една антиинфлацијска мерка, а уште во првите 30 дена по почетокот на кризата, кога се уште спиралата на притисокот на цените не е стигната, имаме скоро 5% инфлација. Приходите се на дно. Во овој момент владата нема фискален капацитет за да ги намали своите приходи, затоа што не може да ги сервисира своите услуги како држава. Пример за тоа е зошто не се намалува продажбата на енергенси за странците. Затоа што се тоа дополнителни непланирани приходи во буџетот кои што и текако добре дојдени се за владата. Власта и опозицијата и понатаму во клинч. Од СДСМ обвинуваат дека ВМРО ДПМН наместо мерки за граѓаните води популизам. Потенцираат дека великденската трпеза оваа година е полупразна затоа што е најскапа досега. Премиерот го повтори ставот дека на следната владина седница ќе се направи анализа на извештајот на Министерството за економија и труд за цените на производите. Врз основа на таа анализа ќе се носат идните одлуки.